Да не постоја Струмичани, ќе ја немаше Струмица. Да не постоеше Струмица, не ќе се викавме Струмичани. Ниту Струмица може без Струмичани, ниту Струмичани ги бидува без Струмица. Овој град од југоистокот на Македонија, овој град од спомените на нашите предци, овој град запишан во историјата, во белешките на патеписците, во писмата и разгледниците на добронамерниците. Овој град од нашите и архивските документи, од книгите на родени и умрени. Овој град на нашето вчера, денес и утре. Е градот на нашата љубов и градот на нашето постоење. Овој наш град, како мета на бројни асимилатори, окупатори, поробувачи и тирани, бил мноштво пати поробуван, плячкосуван, пален и уриван, но секогаш, како феникс, изникнувал повторно од пепелта, за да биде гнездо, за да биде закрила, за да биде дом за сите возлюбени луѓе во својата родна грудка, во своето родно и топло огниште. И не е важно дали овој град се вика Астарион, Тивериопол или Струмица. Важно е што неговите граѓани неизмерно го сакале, па го чувале, граделе и надградувале, градејќи го најпрвен во сопствените срца, а потоа и нова парче земја на која живееме и обстојуваме. Во таа љубов на струмичани кон својата Струмица е вгнездена и почита кон бројните датуми кои сведочат за непокорот, отпорот кон туѓиот поробувач и борбата за подобро утре. Еден од тие датуми е токму 11 септември, ден кој секоја година го славиме како триумф на слободарската мечта, како ден на ослободувањето на Струмица. И еве го, 8 на уште еден 11 септември. 8 на уште едно слободарско утро во градот под царевите кули. Изгреа уште едно 11 септемвриско сонце. Сонце на слободна Струмица. Му се радуваме на денот кој генерации и генерации го чувале и ќе го чуваат како реликвија во своето паметење и како еден од столбовите на нашето себепостоење. Го празнуваме денот на слободувањето на нашиот град, не само поради неговото значење за целокупниот историски споменар на Струмица, туку и поради фактот кој вели дека денешна Струмица не ќе беше таква каква што е, да не се случеше тој 11 септември 1944 година. Од тој ден до денеска поминаа 69 години, исполнети со многу подеми и падови, радости и таги, убави и неубави мигови. Но сепак тоа се 69 години стремеш кон поубаво утре и 69 години неоспорена љубов меѓу Струмица и Струмичани. Таа љубов, таа нераскинлива врска е клучниот фактор за успешниот опстој низ времето минато и сегашно, а ќе биде клучен фактор и за патот кон иднината. Овој светол ден не бара премногу од нас. Бара само малку внимание и почит, како и рамноправен третман со другите значајни датуми од нашата богата историја. Бара само толку, ни повеќе, ни помалку. Ние сме тие што сме должни тоа да го исполниме. Овој ден тоа го заслужува. Заатер на Струмица, заатер на Благо Јанков Мучето, Гера Цунев, Сандо Масев, Јоска Свештаров, Боро Џони, Боро Поцков и останатите, но и заатер на нас самите. Должни сме овој ден да го чествуваме и празнуваме, да го чуваме од заборавот. Голем дел од борците кои ги спомнав не го доживеа тој 11 септември, но со нивното учество во народно-слободителната борба и вооружениот отпор против фашизмот дадоа значаен придонес за да се случи стремежниот подвиг на нивните соборци и следбеници. Поради ова, мора секогаш да ги споменуваме и да сме им вечно благодарни. При тоа не смееме да заборавиме на сите поединости кои прават Струмица важна алка во македонската антифашистичка борба. Не смееме да заборавиме дека од Струмица и Струмичко во НОП учествувале повеќе од 3800 борци, од кои 75 загинале во војната, повеќе од 100 биле жртви на фашизмот, а 58 останале воени инвалиди. Струмица даде двајца народни херои
и 11 носители на партизанска споменица од 1941 година. Оваа фактографија е одраз на струмичкиот дел од севкупниот македонски непокор и непомирливоста со туѓото господарење, што резултираше со политичка, социјална и национална обесправеност. Денес, кога со гордост го одбележуваме и прославуваме денот на ослободувањето на Струмица, должни сме да споменеме дека нашиот град даде огромен придонес во организирањето и учеството на разни воени формации кои беа дел од народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Под знамето на 4-та македонска ударна бригада, потоа на 14-та и 20-та македонска бригада, на струмичкиот партизански одред и на другите единици од 50-та и 51-та македонска дивизија, струмичките борци на разни фронтови несебично се бореле против германскиот фашистички окупатор и неговите сателити. При тоа не стравуваа да се соочат со вистината дека цената на нивните животи е многу пониска од цената на слободата. Тие биле цврсто решени, живеачката под окови и пранги, проследена со тага, болка, гнев, мака и безнадежност, да ја заменат со револуционерниот пламен кој бил единствениот излез од преживувањето во услови на тортура од фашистичката чизма. Тие недвосмислено сакале настаните од Илинденската епопеја да најдат свое премостување во револуционерниот стремеж на новата македонска Голгота. На 18 април 1941 година Струмица е првиот град во Македонија во кој се организирале масовни демонстрации против влегувањето на бугарската фашистичка и цивилна власт, јавно демаскирајќи ја нивната наводна ослободителска улога. Струмица е меѓу првите градови во кој уште на 11 октомври е направен обид за isfрлање на партизански одред. Таквиот обид поради недостаток на оружје не бил успешен, но само 9 месеци подоцна, во јули 1942 година, е формирано јадро на партизански одред. Конечно, во 1944 година бил формиран струмичкиот партизански одред. Истиот под команда на Боро Поцков Мирко од Попчево преку Ридот Коритниче го крунисува својот победонесен поход со влегување во Струмица и нејзино ослободување од бугарската окупаторска власт. Одредот со воодушевување бил пречекан од народот. Нивниот сон станал јаве, а тоа јаве веќе 69 години го негуваме и надградуваме. Тоа ќе го постигнеме со заедништво, љубов и разбирање. Ако силно и искрено веруваме во новиот ден и ако од срце ја сакаме Струмица, без сомнение ќе сватиме дека сме успеале во нашите намери. Но мора едно да имаме на ум. На Струмица не и се потребни зборови со кои ќе ја докажуваме љубовта кон неа. Кога тогаш тие зборови ќе ги однесе вилушкиот ветар. На Струмица и се потребни конкретни нешта, изградени од вредни раце, струмички, нешта кои неизбришливо ќе сведочат за неоспорената љубов на струмичани кон родниот град. Во името на таа љубов, нека ни е честит и вековит 11 септември, денот на ослободувањето на Струмица.